Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Владо компани Прилеп. Моето патешествие низ руралните региони, населени места во Долденска околија, ме донесе и во долденското село Новоселани, на сам ден на еден од 12 големи христијански православни празници, празникот Успение на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Голема Богородица. Овој пат во Новоселани дојдов на покана на мојот пријател Владо Григоровски, кој е родом од ова село, а воедно и составник на компанијата Владо компани, која е генерален спонзор на документарно-патеписниот серијал Патуваме низ Долденска околија, да направиме нова документарна патописна репортажа со работен наслов Светиот крст во Прилепско Новоселани. Aj neka na pomoć. Zdraviće. По утрото денот се познава, вели народот. Така беше и ова утро на 28 август 2017 Господово лето. За долденското село Новоселани тргнав рано, мощно е рано, во утринските сати, поточно речено со новиот воз кинезот Цетунг, кој од Скопската желеничка станица во правец на Велес, Богомила, Прилеп и Битола тргнува во 6 часот и 42 минути. По речиси 2,5 часа удобно возење, околу 9 часот и 30 минути слегов на желеничката станица во Прилеп, каде што ме чекаше мој пријател, а воедно мој домаќин во оваа документарна патописна репортажа Владо Григоровски, каде што со неговото возило заедно го продолживме патот по дел од 32 километарското Прилепско Бродско џаде и по поминати 15 километри кај местноста Воденица, непосредно пред сообраќајниот знак на кој пишуваше Новоселани, свртевме лево и по поминати 5-6 километри дојдовме на сред село во Новоселани, каде што на сред селото не причека на собраните новоселчанци. Откако си рековме здравоживо, како сме, што сме, си го почнавме муабетот надолго, на широко, вурес и вукрс, како што вели народот, за животот на новоселчанци, за нивното село, како било некагош, како е сега што се вели. Мојот домаќин Владо Григоровски, заедно со неговите соселани, ми предложија пред да се опатиме горе на селото во правец на Светиот крст, кој се наоѓаше на речиси на 1000 метри надморска височина на Новоселанската планина, прво заедно да прошетаме ни селото, да поминиме ни секое селско сокаче,
селско патче, да влеземе речиси во секој селски двор, за подобро да ме запознаат со сегашната селска идила на нивното родно село. Предлогот со задоволство го прифатив. Како што се движевме од едно сокаче во друго, од едно патче во друго, од еден селски двор во друг, ми ги раскажуваа приказните за новоселани, а тие се редеа една по друга, како на филмска лента, што се вели. Нашето село е потекнато од селото Малешево, кое се најдувало на јужната страна од ова село, преку ричето. Тоа во времето се запалило, изгорело скроз до корен и луѓето се преселиле овде и го нарекле Новоселани. Значи така потекнува нашето село, иначе се наоѓа во Долненската општина, која е оддалечено од Долнени 2,5 до 3 километри или од општината Прилеп 13 километри е оддалечено на патот према Македонски Брод. Да се навратам малце на старото село Малешево кое изгорело, а изгорело негде 1906 година. Барем така старите, како што ми кажува, тоа е изгорело на празникот Свети Јован. На тој ден селото изгорело тоа Малешево, кој ние и ден денеска го славиме, а иначе празникот си го празнуваме, цело село не работи, празнува, се збираме во нашата црква, која се вика Свети Ѓорѓија, и така си правиме тој ден гости таму. Исто сакам да напоменам дека тоа старо село Малешево, кој изгорело пред 100 и кусур години, и ден денеска кога ораме таму по нивите, најдуваме остатоци од тоа село, некои ѓерамеди, камења по нивието, како биле градени куќите, да речеме, така се најдува такви остатоци на тоа место, се уште. Иако сонцето беше високо излезено од Букос, иако полека почнуваше да жежи, тоа не представуваше причина да го продолжиме нашиот пат во правец на Светиот Крст. Но пред да накачиме кон Светиот Крст и пред моите домајќини да ми ја раскажат приказната како дошле до идеја да го изградат, се упативме до Српската црква Свети Ѓорѓија, не само да запалиме свеќа за здравие, не само да ми ја раскажат приказната за нивната црква, од кога постои, кој ја изградил, која година, туку да му оддадеме почит, да му запалиме свеќа на Марко Деспотовски, кој на 20 годишна возраст во 2001 господово лето на Карпалак го положи својот младалешки живот за слободата на Македонија. Се најдуваме на селските гробишта во село Новоселани, каде што во 2001 година храбро загина Деспотовски Марко, не жалејќи го својот живот за одбрана на Република Македонија. Со едноминутно молчење да му дадеме почит на храбриот војник. Слава му. Слава му. Откако му оддадовме почит на бранителот Марко Деспотовски, накачевме по угорнината, по питомите падини на Новоселанската планина во правец на Светиот Крст. Откако се искачивме на речиси 200 метри по питомата падина на Новоселанската планина, се вртевме десно и по поминати 100 метри североисточно по падината, дојдовме до еден голем гранитен масив, каде што мештаните ми ја раскажа и оваа приказна. Што рекаме, од црквата Свети Ѓорѓи на 500 метра се наоѓа едно обележје кој се вика Светец, а покасно е прекрстен
како скршен светец, затоа што во турско време турците го гаѓале со меткови и така го оштетиле. А на овај светец, кога се крева крсти, обреди кога се врша, селаните идат до него пешки, од тука се враќаат во црквата. Па потоа се оди низ поле за Беричет и дар таму. Молитва за душ. Молитви за душ таму. Беричет. И да нема Беричет, да. Еве овде останатите остатоци од светецот кој не е познат, бидејќи е оштетен. Нацртана била икона непозната за нас, а од овде има на 200 метра уште еден светец нацртан. Не поканувам да дојдете да го видиме ние. Откако ми ја раскажаа приказната за светецот кој овде пред многу векови во овој гранитен камен, во негова чест мештаните од Новоселани и од околните соседни села на Новоселани изградиле духовен православен храм, тие ми раскажаа уште една приказна за друг духовен храм кој исто така мештаните од Новоселани и околните соседни села на Новоселани го изградиле пред многу векови, кој се наоѓаше на само 300 метри северно, на 500 метри надморска височина, каде што и денеска може да се забележат остатоци од фреска насликана на камениот гранитен масив, посветена на друг светец. После скршен светец се наоѓаме на местото светец исто, каде е насликан Свети Ѓорѓија. Исто овде се вршеле обреди, се идело, кога се носеле крсти и од тука се продолжувало низ поле. Не се памти колку е стар, од турско време исто е гаѓан со куршуми и тој е оштетен, али нешто е позачувано. Свети Ѓорѓија ни е како заштитник на селото и затоа место е посветено на селото како светец. Како што накачувавме по патината на Новоселанската питова планина, иако веќе сонцето беше високо на небото, иако беше пладниште, иако времето беше мощне топло, жешко, летно, што се вели, не ја чувствувавме топлината. Така ветрето кое постојано вееше, постојано не разладуваше. Овој извор никој не знае од кога е. Неодамна почнавме да го обновуваме. Поставивме цевковод, за да донесеме вода до црквава наша, да има вода да се најде и за свадба, и за венчавка, за крштевка, па и за парастост. Сите се раѓаме и еден ден заминуваме кај Бога. Почнавме да правиме каптажа. Сите испитувања ги направивме. Планираме водата да ја оттераме горе кај Крстон, а оттаму по природен пат до црквата, а вишоко вода да ја приклучиме кон водоводот, ми велеа моите домајчини. Денеска е празник Богородица Голема, 28 август 2017 година. На денешен ден беше копан темелот за кај Крсто, сега да име таму, значи сакаме да направиме една документарна емисија, заедно со сите гости и пријатели. А сега се наоѓаме точно на место над црквата, каде што сакаме да направиме каптажа, вода да се собира, вода цистерна и со помош по природен пат да слегува надолу во црквата. Овдека нагоре на непосредна близина на 250 метра се наоѓа, има еден извор. Сега ќе појдеме тука, ќе видите и тука, и со помош на пумпи од изворот нагоре сакам да несем вода кај Крсто и струја. Затоа се поставени црева, има дупли црева поставено и за струја и за вода. Овде како дете мало, овците ги пасемне, кравите ги пасемне, овде вода се капевне, се прскавне со водата. Клаинче. По клаине си имаше. Ориентири добијаме.
Одинки дабело се тоа, имаш и појќе дабе, само се исечени сега. Како се вика место овде, сакаш што се наоѓаме? И колку е далеко од селово? Значи, сега се наоѓаме на место точно на 250 метри над црквата селска. 250 метри над црквата има и уште 250 нагоре има до крстова. Од изворот до крстова уште 250 метра има. Значи, од овде планирате да направите каптажата? Да. Која што еден дел ќе оди во црквата и еден дел со потиста пумпа до крстот каде што? Еве овдека е ископан уште еден резервар, мајве се засипане. Има една друга приказка, че кажи еден очевидец, нечем да зборам на се со тоа. Од тој резервар сакаме со пумпа, со хидрофор да носиме вода горе према крстот. И затоа се пуштани по две црева. Значи едно црево ќе биде за струја, другото црево ќе биде за вода. Горе кај крстот да има и струја и вода. По речиси 30 на минути качување по угорнината, дојдовме на широкото плато, кое се извиваше на речиси 1000 метри надморска височина, каде што беше поставен 12-метарскиот Свет крст. Гледка невидена. Дар подарен од природата. Кога човек ќе дојде на ово место, на дланка ја гледа колоритната убавина која му ја дарила природата на овој крај. На североисток, високо кон небото, се простираше планинската верига, мокра и мощна планина, Барбарос, Краста, Лилеското кале, со горостасните врови Барбарос, Мовнатец, Грмада, Плавник, Одешка чука и Солунска глава. На североисток се протегаа планинските горостаси Бабуња, Букос, а пак на исток, во кристалниот чист небесен свод, се забележуваа гранитните масеви на Селичка планина, на југ питомата Пелагонија, а на југозапад Нидже со Кемакчалан, Баба планина со Пелистер, Бучинската клисура, влезот на Црна река од Демикисачката долина во Пелагониската котлина, а на запад Илинска со Плакенска планина со историското Крушево, а меѓу нив 50-тината заборавени села кои ја надополнуваа оваа колоритна убавина. Почитувани мои, сето што јас го видов, со збор не може да се опише, со видео запис не може да се опфати. Мојот предлог е да дојдете овде во селото Новоселани, да видите што е рај, што е убавина. Додека така да речам, полека заморов што го чувствував додека се искачувавме по питомата падина на Новоселанската планина во правец на Светиот крст и чезнуваше со опојот од колоритната убавина што му ја дарила природата на овој крај, наспротив мене го слушнав гласот на мојот пријател Владо Григоровски како ми довикува: Зоране, Зоране, дојди понаваму и ти да си ја изгасиш жетта со чашка сливова пребег новоселанска домашна ракија и мезе направено од новоселанско овчо сиренце, новоселанско патлиџанче, со новоселанско луто пиперче, пред да ти ја раскажеме и приказната за нашиот Свет крст. Откако сите заедно си наздравивме и откако моите домајкини го благословија денешниот празник, успение на Пресвета Богородица, кај народот попознат како Голема Богородица, моите домајчини новоселанци ми ја раскажаа и приказната за Светиот крст, чии темели осветени се на сам ден на успение на Пресвета Богородица, со чие осветување начествувал митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиски и новозеландски господин Петар, заедно со Прилепското архиерейско наместништво и на собраниот народ.
Господ не дава здравие на сите и денеска не донесе точно на 28 август Богородица една година кај што е овој крст копан темелникот, значи на денешен ден беше копано со багер. Тој со Божја промисла. Значи во тој период кога се ископа на 28 август се правеше, се планираше организација околу поставување на стопата. Ама во тој период ние сакаме да биде владиката Петар присутен, замина во Австралија владиката и тогаш се одложи, значи поставувањето на камен темелникот требаше да биде на 27 септември. Бидејќи тогаш кога се врати владиката замина во Ресен беше ебал куберот и поставувањето на камен темелникот беше на 28 септември, тоа беше Вера љуба нада празник. Вера љуба нада со помош на сите сили се боравме во тоа време со струја, со вода, овдека нема ни струја, немате ни вода, гледате сами, нема пат. Крстот беше изработен долу во кујчето наше, во местото наше, со напори, со помош од луѓе, во Диме Калем од заполжање најмногу, тој придонесе со трактора негов, го донесе овдека и точно на 20 ноември на уочи Свети Аранџел Михаил крстот беше поставен, владиката тогаш беше дојден, осветлен, имаше емисија снимано преку телевизија. Значи така се погоди за 3 празници, копање темел, поставување камен темелник и осветлување и поставување. Осветлување и поставување. Сега ни е уште една цел, овдека видовте и сами, се копа овдека со багер ископано е да донесеме струја и вода, да се донесе струја и вода. Тоа ни е цел, дали да сте здрави и живи. Треба да биде светлено, да се гледа далеку. Кога дојде овде во селото и кога вчера се симна со возот, дознаве на прикисна дека на еден твој родина овде код селото му се сонило. Ајде, кратка сторија на сонот. Како го се вика човекот што му сонило, што ти е пренал овој таа сторија дека треба да се направи овдека овој крст. Тој е Чичко, значи на татко ми брат. Неговото име? Драган. Така? Горовски. Тој кажа таква приказка, ама таа беше приказка околу сонот, долу дори се работеше крсто, на историјата му кажа кога се поставува крсто да не се служи ракија, така му дошло насам треба владиката му помарал вино. Малку може беше шеговита приказка, ама вистината. Истината така беше. Ајде вака едно. Тој крст, да? Тој крст, значи точно беше качен овдека, поставен, има историите го составија, го заварија, на земја беше легнат, не беше испрен на 16 ноември. Јас го спомнувам 16 ноември, бидејќи има историите го несав од Прилеп и заминав Кичево во Обврска и на враќање од Кичево мајсторите беа заминати, ги зели Ицко Братучев за природни односи, закаснав јас на 16 ноември, крстот беше заварен, го спомнуваше на 16 ноември, Свети Ѓорѓе празник, тој е мој роден ден. Значи за 50 годишнина јас го овој крст беше составен точно на роденденот мој, 50 години. Овој дел од ова е поставен е паче повторам на 20 ноември беше владиката поканет гост имаше на 20 годината, која година? 2016 така една година. Уочи празникот Свети Аранџел Михаил и сега ќе спомнам дека на тој ден беше поставен, може случајно или како, не знам, пак што ќе се вратам со приказката околу соно на Чичкото. Внучето се вика едното Ангел, другото Михаил. Приказнава за овој дел нова репортажа. Да ја продолжиме со ова прашање. Ти си донатор и во другите села. Ете во моето родно село, во селото Рилјево, на црквата Атанасија си донатор на водоводот. Каде се помагаш? Твоето име Владо Компани е познат и во северниот дел на Пелагонија, односно на Прилепското поле, и во источниот, си познат и во Рилјево, Зрже, Маргари, Стровија, Долгес, Брилово, Сенокос, Вранченово, Селани, па дури во Маријево, Бешиште, Дујње, па и во Македонски Брод, Скопје, па дури овој како што ги правам јас моите репортажи и во Ново Старо Коњарево, Струмичко, Куманово, на што тоа сето се должи? Господ ви дава волја или како? Јас многу пати спомнувам една изрека поттикнат од идејата дека добрите луѓе прават добри дела. Значи јас секогаш со добра волја одам напред и што се може се помага. Јас сум народен човек, ме знае луѓето, кај што се може се помогне, што се може се помогне и тоа сето ќе остане од народ за народ, јас така велам. Значи од народ за народ. И паче спомнам околу крстот,
копање на темел, поставање на камен темел, осветување, сето беше околу празници, значи сето така се врти околу празници. Ние се најдуваме на височина од 860 метри овде, во атарот на село Новоселани, кај што е изграден и овој крст, кој овде селава сите може да се гледа од ова висина. Овде е Новоселани, Долнени, Сенокос, таму под Мукос има, таму Дреновци, Небрего, Горносело, Дупјачани, ваму има Брејува, Слепче, Цанилишта, Рилево, Сливије таму. Од другава страна исто се гледа спрема Македонски Брод, Ропотово, Дебреште, Лажани, Јакано, Јакано, ова е Житоше. Овде одма под падинава е Кутлешево, Вранче, Стредорек, Белополе од ова страна, од другава страна Заполжани, Славе, Врбјани, таму Криогаштани. Од ова место се гледа убаво и градчето Крушево, таму крстот Крушево се гледа. А овдека под местово викано Падина, кои села се наоѓаат? Под местово Падина е Новоселани, Заполжани, Кутлешево, Вранче, Белополе од другата страна е тука Стредорек, Долнени овде. Тие се најблиски села кои најблиски се Сарандиново одма исто овде. Најблиски села се до ова место. Тие воедно и граничат помеѓу себе со собственоста, со имотите, со нивите. Значи, овие села се на некој начин комшиски села. Тие граничат со своите имоти, со своите... И така да овие села на некој начин се едно село. Бидејќи секогаш се сретнуваат жителите при обработка на земјата, при напасување на стоката и така натаму. И затоа е гордоста и на овој крст, бидејќи овие села од сите страни ги зрачит и им помага за добар род и добар беречет на овие села. Нормално крстов има толкав преглед, кога би можело да се снима, од за побистри временски прилики, може да се види и цела Пелагонија. Но најмногу, како што реков, ги озрачува позитивно овие села кои гледа до грчка граница. Да. Инаку, како што рече мојот сажител и мојот роднина, се гледа до грчка граница која би можело да се сними таа работа. А па ако тргнеме од самата височина на крстот, која на тие 860, ако му ги додадеме висината на крстот, тогаш прегледноста би била уште поголема. Почитувани мои, со едно идење се не може да се забележи, се не може да се сними, сите приказни да се раскажат. Денот полека се заминуваше. Го напустив селото Новоселани со едно ветување дека пак ќе дојдам, само Господ здравје на сите нам здравје да ни даде. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Ладо компани Прилеп.